Гиг економијата во светски рамки, а и кај нас, подразбрано значи како начин или форми на вработување кои што се малку поразлични од она што значи формално вработување како што го познаваме претходно, односно тоа е вработување за потребите на онлайн платформи каде што работата се изведува преку спроведување на одредени задачи, реализирање на одредени задачи, најчесто онлайн, направи, да речам, тектонски промени во економијата не само кај нас, туку и во светски рамки. Секако дека пандемијата со COVID-19 беше на некој начин иницијална каписла која што го забрза овој процес на поттикнување на развојот и порастот на гиг економијата, бидејќи голем број компании мораше да се, заради ограничувањата за физички контакти, социјална дистанца и така натаму, мораше да преминат кон работење од дома и онлайн работење, така што се видоа голем број, се искористија при тоа голем број на предности што ги нуди ваквиот начин на работа. Секако дека заради брзиот процес на дигитален развој и дигитална транзиција која што е во тек, гиг економијата се повеќе во иднина ќе се развива и се повеќе ќе абсорбира работници пред се од редот на формалната или традиционалниот економски сектор. И тука кога зборуваме за структурата, пред се однесува на работници од редот на помладата и дигитално едуцирана популација. Секако дека ваквата транзиција и пораст на гиг економијата има свое влијание и свој импакт и врз формалната економија, бидејќи на некој начин преку трансфер на дел од работната сила од традиционалниот сектор во гиг секторот ќе овозможи и до соодветен пораст на платите на работниците, зборуваме на едно генерално ниво. Но тука треба да истакнеме дека гиг економијата нема само одредени предности, туку има и одредени недостатоци, пред се кога се зборува за сигурноста на вработувањето, кое што работниците ја немаат, како во случајот на традиционалните облици на вработување, но сепак за одредена категорија на работници, пред се како што споменав за помладата популација, сепак ваквиот начин на вработување представува една атрактивна форма за обезбедување на сопствената екзистенција и секако за обезбедување на понатамошен кариерен развој. За да може Македонија да фати чекор со ваквите трендови во светски рамки, секако дека е потребно соодветни реформи на самиот образовен систем кој што го наметнува самата дигитална транзиција, што значи дека сите тие образовни форми од сферата на дигиталното образование потребно да се вклучат во формалното образование и едукација со цел да се продуцираат работници кои што ќе бидат, сега зборуваме и дигитално описменети, значи не само описменети кога зборуваме за вообичаена писменост, туку зборуваме сега за дигитално описменување и користењето на дигиталните алатки во секојдневното работење, што секако го наметнува самата дигитална транзиција со цел самата работната сила да свати чекор и полесно вклучување на работниците во новите глобални текови. Една од позитивните страни кои што ја имаме во
развојот на гиг економијата и појавата на гиг економијата и незиниот се поинтензивен развој кај нас е секако задржување на дел од помладата популација во земјата, значи сите оние кои што би се иселиле во странство во потрага по подобри услови за вработување или подобро платена работа, на овој начин можат да останат во државава и на тој начин да се редуцира тој и да се намали на некој начин тој долгорочен процес на одлив на мозоци кој што беше карактеристичен за Македонија во периодот од започнувањето на транзицијата па се до денес. Значи, генерално кога зборуваме за гиг економијата, тука уште еднаш ќе повторам дека тоа е иднината на развојот во економијата. Покрај предностите таа има и одредени недостатоци, но она што може да се искористи е преку соодветна едукација на работната сила, ние да ги оспособиме новите генерации, колку што е можно полесно да се вклучат во ваквите глобални текови и на тој начин да ги ползуваат сите, да речам, позитивни аспекти од вработувањето во овој сектор.